Со вечерна богослужба на која членочествуваше митрополитот Брегалнички Иларион и со света Златоустова литургија беше одбележан значаен јубилеј 100 години од изградбата и осветувањето на Кочанската црква Свети Великомачени Ѓорги. По тој повод беше промовирана и книгата Црквата Свети Великомачени Ѓорги, еден век постоење, дело на авторките магистер Љубинка Ајтовска и Илинка Атанасова, чиј промотор беше магистер Александар Атанасов, кој е и рецензент на делото, а пред присутните истакна дека монографијата е преубава представа за црквата Свети Ѓорги, бидејќи научниот аналитичен дух на авторите испитал, проучил и средил се во прекрасен текст, во кој што меѓу другото зборува и за појавата и ширењето на христијанството во Брегалничкиот регион. Во трудот се опишува начинот на кој кочанци бараа дозвола за изградба на нова црква и истовремено е презентиран и султанскиот ферман за добивање на таа градба. Таа е започната во 1910 година, а е осветена во 1917 година. Црквата е изградена во централното градско подрачје со цел да биде достапна за сите луѓе, да можат да присуствуваат на богослужбите. Црквата Свети Ѓорги представува базилика карактеристична за 18 и 19 век. Градена е од делкан и кршен камен со издолжина правоаголна форма. Внатрешниот дел на црквата функционално е поделен на три дела: припрата, наос и олтар. Овој храм е гласен сведок за една историска доба, сведок на многу убави, но и на тажни моменти, сведок на многу духовни издигнувања, подвизи, на многу дадени завети пред Бога, место на многу нови брачни почетоци, на многу нови дечиња кои преку крштението станале членови на православната црква. 100 годишнината од постоењето на храмот Свети Ѓорги и 50 годишнината од автокефалноста на Македонската православна црква. Како општина, го искористивме овој двоен јубилеј да оставиме во наследство на идните генерации дело кое представува кратка историја на храмот. Повикувам сите да се грижиме и придонесуваме во чувањето на локалната историја, индивидуално, семејно, институционално. Тоа е вистинскиот начин да покажеме нашето родолюбие. Така ќе придонесеме во развојот на колективната меморија и сознание за минатото, сегашноста и иднината. Пред присутните зборува и авторките на делото магистер Љубинка Ајтовска и Илинка Атанасова. Ги сметам за посебно почестени генерациите што можат да бидат сведоци на големи јубилеи, како што се овие, кога се одбележуваат 100 години од постоењето на храмот Свети Великомачени Ѓорги и 50 години од автокефалноста на Македонската православна црква. Ние ја имавме таа среќа да се радуваме на овие два повода, кои лично, но и институционално, како општина, ги свативме како мотив да дадеме придонес кон историјата на Кочани и на црквата. Имаме податоци дека храмот Свети Ѓорги постои барем 200 години, односно малку повеќе од 200 години. Поради тоа дадовме еден поширок хронолошки и просторен опфат во целото ова дело на улогата која што ја има христијанската црква во Брегалничкиот регион. Ова црква е веќе преполна со верниот народ и се радувам и дека на градот Кочани му треба уште светилишта. Се надевам дека во најбрзо време, заедно со нашиот градоначалник и со сите вас, ќе ги осветиме, ќе ги доизградиме и осветиме ново започнатите цркви, едната посветена на светото благовештение Христово, а пак другата на светото преображение Христово. Промоцијата на книгата и вечерната богослужба на која присуствуваа голем број верници беа придружувани од црковниот хор од Радовиш, а настанот се случи во годината кога Македонската православна црква Охридска архиепископија го одбележува 50 годишниот јубилеј од возобновената автокефалност на Охридската архиепископија.